можноста. Почитувани советници, на почеток дозволете ми да ви честитам и за верификацијата и за почетокот на новиот мандат 2025-2029 година, да се заблагодарам на медиумите, но и на граѓаните на општина Велес. Пред неколку недели завршија локалните избори, имаме веќе примени уверенија, конститутивни седници на Советот и фактички од денеска ние почињеме со работа. Сакам да користам оваа прилика да ви информирам за неколку работи, заради тоа што Советот како највисоко тело на општината кој што ги носат одлуките, градоначалникот ги спроведува, мислам дека добро е да се запознаете со неколку работи. Значи општината е стабилна со сериозни финансиски средства на 80 милиона денари кои што ги има на сметката на општината. Тоа значи дека имаме мирен период кој што ни следи без задоцнати обврски кон економски оператори. Администрацијата е спремна за да испорача ресурси кон граѓаните на општина Велес врз основа на одлуките на Советот на општина Велес и врз основа на работата на градоначалникот. Од вас очекувам конструктивна работа, плодна дискусија. Јас, како и пред 4 години, кажам дека ќе се потрудам скоро на секоја седница на Советот да бидам присутен, заради тоа што и вие сте многу битни во целата работа на општината, заради тоа што вие сте и гласот на граѓаните, исто како и јас и вие сте избирани на непосредни избори. Не чека многу работа, многу ангажман. Еве почињеме за неколку сати со првата седница. Очекувам дека ќе имаме седница на Совет и нареден петок, каде што треба да несеме сериозни одлуки, заради тоа што имаме најавено превен ребаланс на буџетот, кој што е многу битен за општината, за да се скрпи таму кај што нема потреба, но да се додаде таму кај што има потреба за да ја завршиме успешно годината, но секако не очекува и период на носење на надзор програми и усвојување на буџетот, се со цел непречено да функционира општината и општинската администрација. Во наредниот период ќе имаме доста седници, отворени седници, средби со местни урбани заедници, се со цел да направиме одличен буџет кој што ќе значи решавање на проблемите на граѓаните. Јас очекувам дека и ова година и наредна година ќе имаме успешна работа и граѓаните ќе бидат задоволни од работата на Советот и од работата на градоначалникот. Така да, еве, ни останува да го прославиме во недела денот на општината, а понатаму согласно динамиката и она што ни го даде како администрација роковникот, да го почитуваме и да ги запазиме сите законски можности, за да непречено, па ќе кажам јас, функционира општината, а јас во некоја од наредните седници на Совет, поточно најверојатно во петок, не во наредниот петок, детално ќе зборувам и за проекти кои што ќе се реализираат, за кои што сме обезбедили финансиски средства, но и секако за проекти кои што имаме изберено и фирми. Така да уште еднаш нека е успешен мандатот. Пред се ви посакувам здравје, добра дискусија. Јас разбирам и од политика, разбирам и од се, но верувате дека голата политика не е добро за никој од нас, ниту па за граѓаните. Напротив, може има и простор за критика, не викам дека нема простор за критика, но секогаш треба одлуките да ги донесеме во интерес на граѓаните. Така да, уште еднаш ви благодарам.